Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Ньюсфлеш, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во неа интервју со министерот за одбрана Фатмир Бесими, кој е во македонската делегација на Националниот молитвен појадок овде во Вашингтон, но најпрвен преглед на најновите вести. Македонска делегација денес е меѓу гостите од цел свет на Националниот молитвен појадок во хотелот Хилтон во Вашингтон, а на кој говореше председателот Барак Обама. Настанот годинава навршува 60 години од постоењето. Во македонската делегација се министрите за надворешни работи, одбрана и образование Никола Поповски, Фатмир Бесими и Панче Кралев и пратениците Владко Ѓорчев, Јани Макрадули и Неџат Јакупи. Поповски и Бесими денес имаат и средба со првите лица на Атлантскиот совет. Шефот на македонската дипломатија одвоено ќе се сретне и со американскиот заменик државен секретар Вилијам Бърнс. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен вели дека се уште важи претходниот рок за безбедносната транзиција во Авганистан и покрај барањата од САД и Франција за порано повлекување. Тој пред состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел кажа дека алијансата ќе остане на претходниот план за завршување на операциите до крајот на 2014-та. Американскиот секретар за одбрана Леон Панета и францускиот председател Николас Саркози претходно одвоено сугерираа НАТО да ја заврши борбената улога во 2013-та, а во 2014 година да се префрли на обука и советување на афганистанските сили. Авиокомпанијата American Airlines, која банкротираше минатата година, најави скратување на трошоците за 20% во обидот да се реорганизира и да оствари профит. За таа цел, компанијата ќе укине 13.000 работни места. Меѓународен научен тим открил нова планета за која верува дека има најдобри услови за постоење на вода во течна состојба и живот. Планетата е на оддалеченост од 22 светлосни години од нашата и според научниците од САД, Чиле, Австралија и Британија се наоѓа во систем со 3 звезди што имаат хемиски композиции различни од Сонцето. Мрмотот Фил предвиде уште 6 недели зима на традиционалниот настан во градчето Панкставни, Пенсилванија, што за прв пат се одржа во 1887-та. Ако мрмотот ја види својата сенка откако ќе излезе од стеблото, зимата ќе потрае. Воспротивно, пролетта ќе дојде порано. Министерот за одбрана Фатмир Бесими е во македонската делегација што учествува на Националниот молитвен појадок, но го посети и Пентагон, каде се сретна со заменик помошникот секретар за одбрана Џозеф Макмилан. Бесими во интервјуто за Гласот на Америка на македонски потенцира дека независно од исходот на самитот на НАТО во Чикаго, Македонија треба да продолжи со остварување на целта – евроатлантска интеграција. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Министре, што може Македонија да очекува од престојниот самит на НАТО во Чикаго? Македонија треба да работи за својата цел, тоа се евроатлантските интеграции до Чикаго и после Чикаго. Дали е подготвена Македонија да влезе во НАТО под референцата БРМ? Република Македонија веќе во рамките на Обединетите нации ја користи таа привремена референца и тоа е едно од решенијата кој е дефинирано уште од осамостојувањето на Република Македонија како можност Република Македонија да присуства во меѓународните институции. Добро, меѓутоа генералниот секретар на НАТО Расмусен веднаш по одлуката во ОХАК изјави дека без решение за името не е можно Македонија да стане членка на НАТО. Има ли Македонија план Б? Например, што би се случило ако евентуално Грција пак би ставила вето во Чикаго? Дозволете ми да ја објаснам, да го објаснам ставот на НАТО во тој дел. Ставот е заедничко прифатливо решение. Доколку за заедничко прифатливо решение за членство во НАТО представува и моделот што го имаме во Обединетите нации и другите меѓународни институции, тоа за НАТО исто е во дел според нивната дефиниција. Заедничко прифатливо решение. Не значи дека со таа дефиниција НАТО наметнува било какво решение за името, туку само насочува дека треба да имаме заедничко прифатливо решение. Дали на средбите во Пентагон стана збор за евентуалното членство во Алијансата? Каква е американската поддршка спроти самитот во Чикаго?
и во средбите во Пентагон се потврди тоа што постојано го слушаме од Соединетите Американски држави, наш сериозен и стратешки партнер, поддршката на Соединетите Американски држави за Република Македонија за членство во НАТО останува и со тоа што како членка на НАТО укажуваат на потребата да имаме заедничко решение за надминување на разликите со Република Грција. Министре, ви благодарам за разговорот. Ви благодараме на вас. Кога и да помислиме на десерт, прво што најчесто паѓа на ум е чоколадото. Во Соединетите Американски држави на забавите нова мода – чоколадни фонтани. Погледнете. Хилари Бредли има сладка професија. Аранжира чоколадни фонтани за приватни забави. Со чоколадниот бизнис се занимава веќе 9 години од компанија лоцирана во предградие на Вашингтон. Признава, произведувањето и декорирањето на чоколадото не само што е професија, туку и страст. Во последно време во тренд се чоколадните фонтани. Фонтаната функционира со специјален механизам. Од озгора паѓа растопена чоколадо, а вие се послужувате. Во него е додадена мала количина на путер од какао. Со чоколадната фонтана можат да се послужат различни видови на храна. Бредли вели дека предпочита солени крекери, колачи или пак овошје, свежо или суво. За чоколадната фонтана како ова е потребна околу 9 до 10 килограми течно чоколадо. Доволно да обслужи од 50 до 150 луѓе. Навистина сакам чоколадо, а овој начин да го консумирам прави да го сакам уште повеќе. Прекрасно е. Одлично е за забави. Кој не сака чоколадо? Вистинското прашање можеби е како да се одолее. А во наредната емисија мерење на крвниот притисок на обете раце, дали може да открие сериозни заболувања? Гледате утре во Newsflash. 2 пати мерење што живот значи. Трае минута 2 подолго, но вреди години. Што велат издржувањата и кардиолозите? Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најново од сат и светот посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или се разбира побарајте на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.